Бројот на пациенти со ретки болести расте од година во година, додека буџетот за оваа категорија пациенти за наредната година ќе се намали. Регистарот брои 1023 пациенти. Од нив 430 се лекуваат преку програмата за ретки болести, бидејќи не сите пациенти се кандидати за лекување. За некои болести воопшто не постои лек, велат од Сдруженијето Живот со предизвици. Оваа година кој е буџетот 24 милиони евра, сега беше околу 17,5 за наредната, што е големо намалување. Тоа не може да биде така. Мора да, апелирам до Министерот за финансии, пошто тој е одговорен за финансиите, апелираме до Министерот за финансии да ја зголеми програмата, а не да ја намалува. Друг проблем е што се уште не е надминат вакуумот за вклучување нови пациенти на листата за третман по усвојувањето на буџетот. Ново дијагностицираните пациенти со ретки болести во текот на годината треба да чекаат до следната година за да бидат вклучени во програмата. Се уште се чека, со исклучок на одредени болести каде што има донации на одредени лекови. Тоа на тој начин се покрива, но не може да влезе во програмата тој пациент затоа што буџетот се одредува на почетокот на годината и тој буџет останува ист и тој веќе е испланиран за постоечки пациенти и нема место за нови, освен ако некој не почине. На прашањето за буџетот, министерот за здравство Азир Алију изјави дека определениот буџет не е дефинитивен и дека е во нацрт фаза. По çdo linjë buxhetore neve kemi analizuar dhe kemi bërë një dokument I cili do shkojmë për çdo linjë buxhetore që të editohet dhe të adaptohet në bazë të nevojave shëndetësore që I ka Ministria e Shëndetësisë për të pasur një buxhet kompatibil me nevojat që neve I kemi për dhënien e shërbimeve shëndetësore në shtet. Министерот Алију додаде дека во рамките на програмата за ретки болести за годинава се обезбедени вкупно 58 лекови за 430 пациенти, вклучувајќи 3 нови терапии за јувенилен ревматоиден артритис, атаксија на Фритрайх и синдром на Дравет.